Доколку не успее во тоа, го треба да го врати мандатот на претседателот на државата и тој повторно после 10 дена да го додели на изборниот победник, повторно да го врати мандатот на истиот човек, односно на партијата, односно партиите кои што имаат мнозинство, се додека не се состави нова влада. Ова е утврдено во Уставот со цел да не се избегне волјата на граѓаните дадена на избори и со цел да не се заобиколи изборниот победник, со цел нели да не биде тој дел од составот на владата, односно тој да биде игнориран од некои други политички партии. Но можна е ситуација да доколку на формален начин се конкретизира одреден постизборен договор помеѓу другите политички партии кои што сега се во опозиција, во таков случај нормално е дека работите може да се променат. Се знае кој е формално правниот начин како се докажува дека се има парламентарно мнозинство во собранието. Тоа што го кажуваш по јавноста во медиумите како изјави и така натаму дека имаш парламентарно мнозинство не може да биде релевантен доказ дека го имаш и де јуре и де факто мнозинството во собранието, така што Заев може само да се фали со освоени 612.000 гласа на своје конто, но каде му се тие гласови кога се работи за некаков постизборен договор направен со лидерите на партиите кои што тој вели дека се нели негова собственост, каде му е хартијата каде што ќе докаже дека има парламентарно мнозинство во собранието. Таа платформа не може да ја реализираат албанските политички партии, исто така не може да ја реализира и само еден политички субјект од македонскиот политички блок, затоа што најголем дел од најкруцијалните прашања кои што се утврдени во платформата се сушност системски прашања, како што реков, оние кои се носат со двотретинско мнозинство, така што е потребен еден поширок политички консензус за најголем дел од тие прашања, како за официјализација на албанскиот јазик на територија на цела држава, така и за многу други системски прашања кои што се уредени, Министерство за политички системи, односи со заедници, финансирање на општини, промена на грб, знаме, химна. Дури и да се прифати која било од двете македонски партии да ја прифати платформата во целост, таа нема да може да биде реализирана без пратениците на едната, односно другата македонска партија. Со 61 пратеник, па дури еве да влезат и од двајцата пратеници од ДПА, со 63 пратеници доверба на владата, навистина е влада која што може сериозно во секој момент да би рекла да има проблеми со предлагање на закони, а посебно собранието со усвојување на закони. Втор момент е дека најголем дел од законите кои што имаат системски карактер нема да може да се донесат, оние кои се носат со двотретинско мнозинство, а најголем дел од платформата и прашањата кои што се содржани во таа платформа се носат со двотретинско мнозинство, така што јас заради тоа велам дека најверојатно оваа влада ќе биде влада која што ќе отиде многу брзо на нови предвремени, односно вонредни парламентарни избори, бидејќи ќе биде влада со стаклени нозе и ќе биде влада која што постојано ќе биде на работ на парламентарното мнозинство.